Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисименада. Во нив ќе гледате. Граѓанската иницијатива Стоп Русино, чист воздух за Гостивар најавува блокади на патот кон депонијата. Регистрирани 8 новозаразени со COVID-19 во Гостиварско, а 2 во Тетовско. Проблемот со кучињата скитници може да се реши само ако има регионален пристап, сметате Ута Арифи. Гостиварци продолжуваат да се гушат од Русино, бидејќи депонијата секојдневно гори. Екологистите предупредуваат дека здравјето на граѓаните е загрозено, а животната средина загадена. Од граѓанската иницијатива Стоп Русино, чист воздух за Гостивар најавуваат блокади на патот кон депонијата. Овде на депонијата Русино има огромни купишта од отпад кои што секојдневно гори. Чадот се чувствува во Гостивар и околните населени места. Состојбата со депонијата Русино станува алармантна. Екологистите предупредуваат дека освен загадувањето на животната средина, и здравјето на граѓаните е загрозено. По постојаните пожари на депонијата, мерните станици на воздухот во Гостивар покажуваат високо ниво на загаденост. Жителите велат дека во градот не се диши. Кога ќе се запали, то мириса, чад, смрди. Не само мене што им се лично, него на светот на сите овие околу. Ова не е денеска. Ова се работи одамно со години. Мислам треба да се среди тоа или да се затвори скрз. Од граѓанската иницијатива Стоп Русино, чист воздух за Гостивар велат дека локацијата на депонијата не е соодветна и дека истата нема стандарди. Најпрво бараат итно да се запре горењето на Русино, да се затвори и да се инвестира во санирање на последиците и да се најде нова локација за регионална депонија. Велат дека овој пат не отстапуваат од барањата и најавуваат блокади. Ние како граѓани, оставени сами од страна на државата и општината, најавуваме блокажа на депонијата Русино за секако вид на депонирање на џубре, затоа што немаме друг спас. Планираме од недела да почнеме со блокажа. Ќе блокираме патот за сите возила кои пренесуваат џубре. Останатите возила смеат да се движат, а сите возила кои пренесуваат џубре од Гостивар и Тетовските општини нема да ги пуштаме. Ние бараме нова локација и истото џубриште да се затвори, да се прочисти водите, подземните води и да се затрупа целосно. Институциите си ја префрлаат топката. Од општина Гостивар велат дека немаат ингеренции над Русино, додека Министерството за животна средина преку соопштение објави дека владата не одзела надлежности за управување со отпад на ниту една општина. Токму на тема долгогодишното труење на гостиварци од ѓубриштето Русино, за вечерва е најавена јавна дебата во Гостивар со учество на сите засегнати страни. Во земјава денес се потврдени 102 новозаразени лица со коронавирус, меѓу нив 8 пациенти од Гостивар и 2 од Тетово. На состанокот на кризниот штаб за Гостиварскиот регион денес беше речено дека порастот на заболени се должи на непочитување на мерките. Проблем представува и што лица со решенија за изолација наместо да седат дома се шетаат на јавни места. Гостивар влезе во сериозна фаза на ширење на коронавирусот, а дел од граѓаните се уште се однесуваат неодговорно, не ги почитуваат мерките и ги ставаат во ризик и останатите. На денешниот состанок на меѓуопштинскиот кризен штаб во Гостивар, институциите истакнаа дека има случаи кога лица со решенија за изолација, наместо да седат дома, излегуваат и шетаат на јавни места. Полицијата секојдневно врши контроли, но сепак ситуацијата повеќе зависи од совеста на граѓаните. Значи, секој пациент диагностициран со COVID-19 дава епидемиолошка анкета во која наведува со кои личности бил во контакт последните денови. Ние како институција може само да апелираме до граѓаните кои се инфицирани и нивните најблиски да се држат до препораките, значи за самоизолација, да се изолираат, а исто така и нивните блиски кои биле веќе во контакт со нив, да се самоизолираат и да не шетаат слободно низ градот за да не бидат причина да инфицираат и други луѓе. Кризниот штаб го повтори и апелот за почитување на сите други мерки и препораки, како држење дистанца, носење маски и редовна хигиена. Само на тој начин ќе се спречи натамошното ширење на вирусот, нагласи Лимани.
Зголемениот број на инфицирани луѓе се должи на непочитување на препораките кои идат од владата и од Министерството за здравство. Значи, граѓаните треба да бидат малку посовесни, да носат маски и да држат растојание, било тоа да е во нивните домови со нивните најблиски, било да е тоа со нивните пријатели при пиење на кафе или при дружење. Значи, единствената работа која може ние да ја направиме моментално како институција е да апелираме да граѓаните бидат малку посовесни, а со тоа и да почне да опаѓа бројот на инфицирани во нашиот регион. Според податоците кои ги изнесе кризниот штаб, моментално вкупно активно болни се 227 лица, од кои 179 се од општина Гостивар, 43 од општина Врапчиште и 5 од Маврово Ростуше. Од заболените 207 се со благи симптоми или асимптоматски и се во домашни услови, додека 20 се хоспитализирани. Како оздравени со по 2 негативни контролни тестови се водат 136 граѓани. Од почетокот на пандемијата досега во регионот на Гостивар направени се 1365 тестови за ковид. Корона кризата е сериозен удар за стоматолозите. Обемот на работа им е преполовен, трошоците дуплирани. Корона кризата сериозно удри на стоматолошките ординации. Обемот на работа на тетовските стоматолози им е преполовен. Работат со мал број пациенти и само итни случаи, а годинава ги нема ниту печалбарите, кои при нивното доаѓање во голем процент ги користеа овие услуги, а со тоа значително го зголемуваа и профитот. Во однос на странците што се доаѓаат во овој период кај што доаѓа секоја година, оваа година да не речам 5% само имаме странски да речеме пациенти. Другото е се локално само со проблеми од типот на забоболки, крварења и такви работи. Дополнителен проблем е што на намалениот обем на работа зголемени им се трошоците за заштитна опрема и дезинфекциски средства. Се снаоѓаат сами, што за нив е уште поголем финансиски товар. Трошковите што ги имаме дополнителни во овој момент за нашата работа дополнително не оптоварува, плюс знаејќи дека капацитетот на работа е само 30%, автоматски и примањата за 30% и многу тешко се покриваме. Стоматолошките ординации 2 месеца беа под клуч. Сега работат со посебни протоколи, но и покрај заштитата ризикот на ширење на вирусот е голем со оглед на начинот на работа, во кој е невозможно да се одржува физичка дистанца. Затоа велат најважно им е пациентите да бидат искрени и не кријат доколку имаат симптоми или биле во контакт со заболен. Голем број работодавачи добиле државна помош, а сепак не ги исплатиле вработените, со што го оштетиле државниот буџет. Ова денес го истакна директорката на УЈП Сања Лукаревска. Од друга страна пак вице-премиерката за економски прашања Мила Царовска објасни дека со формирањето на владата ќе се донесе и 4-тиот пакет економски мерки. За месец април на 19.780 работодавачи им се исплатени средства како државна помош за вкупно 128.315 вработени, но 281 работодавачи од нив кои примиле финансиска поддршка во износ од 9.995.565 денари не исполниле обврската за исплата на плата за 722 вработени, изјави денеска директорката на управата за јавни приходи Сања Лукаревска. 427 компании, извинете, за 984 вработени. Финансиската помош која што не ја исплатиле, земале се 13.698.998 денари. За кој што напоменав дека 120 работодавачи и за април и за мај исти се тие кои што немаат исплатено финансиска поддршка на своите вработени, а земале. Фирмите кои не ја исплатиле помошта се од дејностите трговија на мало и големо, подготовка на оброци и служење на храна, транспорт, градежништво, производство на облека, емитување на програма, објекти за сместување и слично. Компаниите ги добија овие средства за полесно справување со последиците од корона кризата што се појави како резултат на пандемијата на COVID-19. Вице-премиерката за економски прашања пак Мила Царовска истакна дека се очекува поскоро формирање на владата и парламентарниот состав за да може да се донесе и
4-тиот пакет мерки за економска поддршка. Среќаваме сега со сите оние кои што имаат одредена потреба и кои што имаат потреба од континуирана поддршка и во овој период и во наредниот период. А во овој момент владата нема моќ да носи уредби или пакети на поддршка, но секако очекуваме да се формира брзо нова влада, да се воспостави собраниското мнозинство и на тој начин да се воспостави и четврт пакет на мерки за поддршка и на граѓаните кој што беше најавен и за компаниите кои што имаат потреба или оние сектори кои што се најзагрозени. Секако во моментов тече и програма за поддршка на инвестиции. Голем дел од компаниите аплицираат во Министерството за економија во делот на конкурентност. Таа програма си тече и е добро да се искористат и тие финансиски средства кои што се за развој на компаниите, кои што во овој период решиле да инвестираат, а со тоа и да ја придвижат нашата економија. Приговорите за домашните платежни картички нема да пропаднат, граѓаните ќе ги остварат своите права, но периодот на трошење на средствата ќе биде пократок ако не се изнајде друго решение, рече Царовска. Таа додаде дека во моментов владата нема моќ да ги продолжи роковите за користење на картичките, затоа што тие се дефинирани во уредби со законска сила. Обвинителството за организиран криминал влезе во Државната изборна комисија. Значи, поднесовме барање до судена претходна постапка за да даде наредба за претрес поради сомневања за јавната набавка и да ја провериме законитоста на јавната набавка. Градоначалничката на Тетово Теута Арифи смета дека проблемот со кучињата скитници може да се реши само ако имаме регионален пристап. Затоа е потребна соработка со останатите општини од Полошкиот регион. Првиот човек на општина Тетово Теута Арифи рече дека општината досега објавила 3 тендери за згрижување на кучињата. Таа истакна дека не е доволен капацитетот, но немаат финансиска можност истиот да го зголемат. Таа смета дека проблемот со бездомните животни може да се реши само ако имаме регионален пристап од сите полошки општини. Значи ние го функционализиравме и центарот и го реактивиравме исто така и процесот на тендерирање за да и институцијата која го води тоа институционално да апсолутно биде сигурна дека е поврзано и со процес на исплата. Нормално дека капацитетот на тој центар, значи за градот Тетово е доволен, но ако има други тенденции на интервенции, например, и во другите помали општини, нормално дека тие капацитети се лимитирани. Ние апсолутно сме заинтересирани да го зголемиме како капацитет, но во текот на оваа година нема да сме во финансиска можност да го зголемиме, но заедно со другите општини кои од целиот Полошки плански регион, што ги имаме сите истиот проблем, значи сме се договориле да регионално, ако можеме да пристапиме, за да добиеме некоја меѓународна донација за некој поголем регионален центар токму за третирање на кучиња скитници, затоа што тоа е проблем на целиот регион и како таков сакаме и да го адресираме. Од ветеринарната амбуланта, која ги има добиено сите 3 тендери за згрижување на кучињата скитници, вела дека втора недела работат на заловување, лекување и обезбедување на дом за бездомните животни. Првите 2 тендери беа по 600.000 денари, а сега третиот тендер изнесува над 1 милион денари. Ова е долгорочен процес, но сега имаме и повеќе средства, пак има и повеќе резултати, истакна од ветеринарната амбуланта. Се претпоставува дека во градот има околу 500 кучиња скитници. Хуманите луѓе се одзваа на повикот од браќата Дракче и Крсто Анđелковски од Тетовското ТРЦ кој бара било каква помош за достоинствен живот. Тие живеат во лоши услови и во незавидна економска состојба. По објавата на сторијата минатиот месец за браќата Крсто и Дракче Анđелковски кои едва ја обстануваа, организации и издруженија веднаш понудија помош за ова сиромашно семејство. Од минатиот месец се работи на реконструкција на внатрешниот дел од домот каде живее ова семејство. Дониран е потребниот материјал, а обезбедени се и мајстори за обнова на домот. Они ни помагнале нивните граѓани
тоа за купатилото внатре. Тоа одвор донесоа из Малтерисанове. И у салонот ту е из Малтерисанове. И пенџери врата ќе донесе тоа. И гипсаните табле да ги стават горе таванот и иното да си опреда. Браќата Крсто и Дракче Ангелковски подолг период живеат во многу лоши услови. Едниот има дете со посебни потреби, а другиот е самохран татко. Тие живеат во стара куќа. На долниот дел од објектот живее Крсто, а на горниот кат Дракче. Семејството сега живее од платата на Дракче и од отпремнина од околу 7.000 денари. Помошта за материјал и работна рака ја обезбедена вивачката група Војводи, кои најавија дека понатамо со други здружени и организации несебично ќе го помагаат ова социјално семејство. Следуваат информациите од полицискиот билтен на СВР Тетово. Полициски службеници од СВР Тетово во соработка со Оделот за криминалистичка полиција сектор за недозволена трговија со дрога при акција за сузбивање на групи и лица кои се бават со недозволена трговија со наркотични дроги врз основа на судска наредба од Основниот суд Тетово, вчера извршиле претрес во домот и помошните простории на 29 годишник, а потоа и во домот и помошните простории на 31 годишник, двајцата од Тетово. Во претресот биле пронајдени и одземени предмети кои потекнуваат од кривични дела. Лицата се лишени од слобода и задржани во полициската станица Тетово за понатамошна постапка. Вчера во 21 часот и 40 минути во СВР Тетово било пријавено дека на улица Благоја Тоска во Тетово бил нарушен јавниот ред и мир со физичка пресметка помеѓу две лица од село Јажинце. Полициските службеници излегле на местото и при обид да ги смират, тие се однесувале агресивно и им се заканувале на полициските службеници. Двајцата биле лишени од слобода и задржани во полициската станица Тетово за натамошна постапка. Предходно во 17 часот и 45 минути во полициската станица Тетово, 46 годишник од село Теново пријавил дека на булевар Видеос Милевски Батово Тетово по предходно случајна сообраќајна незгода бил физички нападнат од едно лице. Во полицискиот билтен е информација дека вчера вечер на автопатот Тетово-Гостивар настанал пожар во патничко возило Рено Меган со скопски регистерски ознаки управувано од жител од Горно Седларце. По интервенција на територијалната противпожарна единица Тетово, пожарот бил локализиран и нема повредени лица. Инаку во текот на изминатото деноноќие, според статистиката на СВР Тетово за неносење заштитни маски, на вкупно 59 лица изготвени им се прекршочни платни налози, согласно член 6 од соодветната владина уредба. Во овој период во Тетовско-Гостиварскиот регион на 63 лица им се изготвени нови решенија за изолација од Државниот санитарен и здравствен инспекторат, а извршени им биле контроли на 799 лица со вакви решенија и не биле констатирани неправилности околу почитувањето на истите.
Почитувани гледачи, тука е крајот на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието и пријатно.